Денеска е 13-та сабота овде за нас во Каладарци, последна сабота и во оваа календарска година. Веќе сме на самиот финиш од оваа година која веќе е позади нас. Пред нас овде се овие символи, чашата и лебот, символ на Христовата крв и Христовото тело. И денеска сите ние ќе бидеме повикани да учествуваме во ова заедничко јадење. И всушност темата за која ќе размислуваме е токму истиот наслов Благослов на заедничкото јадење. Дали се сеќавате во детството кога сте живееле со дедото, со бабата, со роднините, со фамилијата и кога сте биле покрај масата, дали е ручек, вечера или поедок? Јас се сеќавам на моето детство, ми остана во сеќавање во времето кога семејството беше големо. Во еден период нас имаше 14 души. 14 души, деца и возрастни. Замислите каква е таа гужва, 14 души да се покрај масата. Во текот на денот повеќе од нас беа надвор по некоја работа. Децата на училиште, постарите може во градина, на нива, другите по некои други работи, но како е навечер сите се собиравме покрај масата, 14 души. Навечер за вечера сите се прибиравме заедно. Состанокот околу масата беше најдобар, најубав. Куќата беше полна со живот. Секој раскажуваше како го поминал денот. А да се јаде со многу луѓе е посладко, зарем не? Кој е спор, ќе остане гладен. И кој се срами. Но тука се сите покрај масата и многу е поубаво, поживо и посладко. Ајде да отворим Библијата и да видиме за една друга маса, за едно друго јадење, за една друга вечера, што ја спомнува Исус Христос овде во Откровение, 3 глава, во 20 стих. Еве го текстот. Еве стојам на вратата и чукам, ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Интересно, во овој текст, браќи и сестри, Исус се нуди како пријател на човекот кој сака да има заедница со тебе и со мене, со сите нас. Да би ја нагласил важноста на заедницата, на дружењето. Исус овде вели, ќе влезам кај нив и ќе вечерам со нив. Интересно, овде да приметиме една работа, а тоа е дека Исус овде заедницата околу масата ја користи како символ. Ја користи едноставно како символ на искрено заедништво и на пријателство. Не е случајно што она ноќ во горната соба, како што вели текстот, Исус користи маса, кај што се луѓето собрани околу трапезата. Овде Исус не случајно ја зел како символ вечерата. Знаете, ако се вратиме сега назад, историски, во времето на старите евреи, ќе приметиме дека вечерата била најглавниот оброк во денот. Иако денеска слушаме ручек треба да биде најјак, односно појадокот и така натаму од друга гледна точка, меѓутоа овде кај евреите вечерата била најглавниот не по обимот на храна, туку по заедницата. Кај евреите вечерата била најглавниот оброк во денот. Бидејќи преку дента децата на училиште, младите на работа, старите на друга страна, така да вечерата била место кај што сите се собирале од сите страни. Членовите кои биле одвоени во текот на денот поради разни обврски, на крајот од денот се собирале околу масата. И тоа било најубавото време. Јас го паметам. Значи, најубавото време било навечер. Јадењето кај евреите траело од прилика вечерата околу 10 до 15 минути. Не како денес 10 до 15 минути, туку траело подолго. Значи, кај евреите траело подолго, а денеска може би 10-15 минути вечера на брзина, зашто повеќе од нас повторно имаат обврски. Тоа било подолго време, кај што луѓето седеле, разговарале, си и кажувале доживувањата во текот на денот и така тоа било впечатливо време за сите. Тука, значи, околу масата разговарале за дневните случки. Ги прераскажувале дневните настани. Тука правеле планови за утрешниот ден, каде ќе одат, што ќе работат. Тука се решавале кавгите. Околу масата се помирувале меѓу себе и донесувале нови одлуки.
Значи, времето поминато около масата било најважно време во текот на денот. Тука поред масата се случувале веридби и бракови се склопувале. Значи, тоа било најубавото време, најважното време во животот на евреите. Ако некој одбил вечера, замислете некој ве кани на вечера, а вие одбиете, било по која причина, посебно ако е неоправдана, тоа би значило отфрлување на заедништвото на семејството, дури и увреда кон останатите членови на семејството, посебно кон таткото. И зато во на приказка, знаете, они кои одбиле да дојдат на свадбената вечера, колку домакинот бил изреволтиран, колку домакинот бил лут, затоа што тие нашле оправдание да не дојдат на таа вечера. И затоа тој во својот бес вели на слугат: оди на раскрсница и покани било кој ќе најдеш. И знаеме, еден влегол таму без свадбената облика и што доживеал. Значи, за евреите вечерата била многу важна, многу важен миг. Тука сите членови седеле, разговарале и кажувале своите доживувања. Значи, едноставно, во една прилика, знаете, Саул бил многу лут на Давида, бидејќи неоправдано не дошол на јадење, бил поканет. Еве да го читаме тој настан, 1 Самуилова, 20 глава. Овде во 20 стих ќе видите Саул како реагира. Еве го текстот. Царот седна на своето вообичаено место, значи си имал свое столче за масата кога седеле. Знаете, татковците, старите, дедовците имат свое столче. Таму тој постојано седи. И тоа го знаат децата, никој не му седи на тоа столче. И овде вели, царот седна на своето вообичаено место. На местото до зидот. Тука била масата поставена. И Јонатан се смести спроти него. Јонатан. Авенир седна покрај Саула, а Давидовото место остана празно. Ама Саул не рече ништо во оној ден. Значи, првиот пат, кога приметил дека столчето на Давид е, а кој бил Давид? Што му бил на Саула? Зет. Значи, столот е празен. Зошто си мислеше Саул? Му се случило нешто, па не е чист. Значи, не се измил, не се средил да дојде да седне на масата. Утре ден, по младата месечина, во вториот ден на месецот, Давидовото место пак остана празно. И Саул го праша својот син Јонатан. Зошто Јесејовиот син не дојде на ручек ниту на вечера, ниту денес. Гледайте, два пати бил поканет, ниту на ручек не дошол, ниту на вечера. И затоа Саул бил малце ожалостен, што Давид, неговиот зет, не дошол на ручек, односно на вечер. Гледате, колку големо внимание посветувале евреите на тие состаноци, на тие средби, покрај трапезата, покрај масата, да бидат присутни. Да се јаде за масата со останатите, а да се има нешто против некого, всушност од присутните се сметало за голем увреда на целото семејство. И затоа кога некој ќе седне покрај масата, ако имале некои недоразбирање, морале да ги расчистат. Мора да ги средат. И затоа Исус користи трпеза. Затоа Исус користи маса. Затоа Исус користи вечера. Иако буквално ние сега нееме вечера овде. Сега би требало да биде ручек. Меѓутоа, зборот вечера е интимност, блискост. И затоа Исус ја користи, го користи тој израз вечера. Аврам, исто така може да кажеме, додека јадел на конак, што примил? Кого примил Аврам на конак, на гости? Ангели. И тие му го откриле планот за Содом и Гомор. Гледате, покрај масата, покрај јадењето. Тука се решавале спорови, тука се решавале големи битки судири покрај масата. Па денеска велиме седна председателите за каква маса се вика, кога ќе склучат примирие. Зелена маса, така. Војни водат државите. И повторно ќе седнат покрај маса и тука преговараат, тука разговараат, ден и ноќ и на крајот подпишуваат примирие. Гледате, Аврам, додека јадел со своите гости, ангели, Бог му го открива планот, како му е дека има план да го уништи Содом и Гомор. И тука Аврам се ценка, би рекле, со гостите и прави математички комбинации. Ако има толку, ако има онолку, ако има толку, на крајот колку имало? Многу малце.
Одем понатамо. Патниците за Емаус се враќале од една средба во Иерусалим. Там отишле, доживеале нешто лошо, слушнале дека Исус е фатен, дека е раснат, дека е во гробот и дека третиот ден ништо не се случува, а нешто се шумоти, нешто се прераскажува во градот, но немат алиби, немат доволно докази. И кога се враќале назад за селото Емаус, во Лука 24 глава читаме од 28 до 31 стих, само една реченица ќе прочитам. И додека беше прилегнат со нив покрај трапезата, зеде леп, благослови, го раскрши, им го даде. Каде се случило тоа? Кога Исус бил поканет на што? На вечера. Гледате вечерата колко е важна. Исус бил непознат патник за овие двајца патници. Тие за него зборувале, за него жалеле и се молеле, а тој со нив патува неколку часови. И на крајот, кога бил поканет, зашто веќе сонцето длабоко на запад почнал да заоѓа, Лука го опишува овој настан и вели дека овие двајца ученици на патот за Емаус, несвесно, не сакајки, не планирајки, го поканиле Исуса на вечера. И нам не се случува денес, ќе дојде некој гостин во црква, можете и пријател, близо, познаник, и вели, ајде дојде на ручек кај нас. Се случува ли тоа така? Убаво е тоа. Или на вечера. Гледате, овие двајца, не планирајки, го покануваат Создателот на светот, Исус Христос. Каква привилегија, каква чест. Иако нивните очи, велим, беа магловите, не можеа целосно да го препознаат. Тие мисли дека тој е еден обичен патник и го поканеле, бидејќи кај не било обично, вообичаено патниците кои ќе заноќеват вегде, нема кај да преноќат, тие ги канеле во своите домови. Така направил и Лот. Сеќавате со оние двајца ангели во центарот на градот. Лот бил гостопримлив човек и ги поканил и дошле кај него. Иако тие двајца ангели дошле со задача да го пронедат Лота, меѓутоа тој сам се понудил. И овие двајца сега, гледате, го покануваат Исуса Христа. Околу семењата маса, непознатите стануваат познати, непријателите стануваат пријатели. Тука поред масата, браќа и сестри, не се дели само леп, тука се подарува и дел од своето срце. Околу масата се склопуваат најголемите деловни работи. И денеска, кога бизнисмените сакаат да склопат некоја сделка, каде ќе отидат? Некоја вечера, некој ручек, така? Те не одат во паркот на клупа да седат таму, па да гледат да ги бројат лисијата или дрвјата. Ти одат во некој ресторанче, нешто ќе мезат и така, се вклопуваат нивните деловни работи. Одиме еден чекор понатаму, да споменеме апостолската црква. Во Дела, 2 глава, читаме 42-46 стих, вака вели текстот. И беа постојани во апостолското учење и општување, и во раскршувањето на лебот, и во молитвите, и секој ден постојано еднодушно во храмот, гледате, раскршуваа леб по домовите и прима храна со радост и просто срце. Овде не станува збор само за светата вечера, што имале многу почесто од 4 пати во годината. Тие повеќе имале. Меѓутоа, по домовите кога се собирале, го славеле Господа, но вели раскршуваа леб по домовите и прима храна со радост и просто срце. Зато ручеците се многу важни. Во црквата Господова ручеците треба да бидат почести, зашто тука се изближуваат луѓето покрај трапезата. Си разминуваме она што сме го сготвиле. Не е битна храната во смисол како храна, меѓутоа заедништвото околу трапезата не сближува. Значи, поред молитвата, поред проучувањето на Библијата што го правиле, како што вели таму во Антиохија, беа наречени зашто го христијани, зашто го проучува животот на Исуса Христа, сепак, поред молитвата и проучувањето, верниците имале заеднички јадења. По куќите, каде што поред духовната храна, читале од Библијата, се молеле, пееле, но тие делеле и телесна храна. Тука поред масата сите биле исти. Сеќавате кога зборувавме во една прилика за Мефифостеј. Тој бил хром на нозете, така? Кога го поканил Давид на ручек и кога седнал покрај таа маса со бели чаршави, сите били заедначени. И хромите, и они кои не биле хроми. Таа маса
то покривало ги покрило нозете на сакатиот Мефистофеле. Тука поред масата сите сме изедначи. Кога одиме на свада, сите сме изедначени. Дали е доктор, дали е работник, дали е учен, дали не е учен, дали е млад или стар. Тука сме сите еднакви. Тука поред духовната трпеза, ова е трпеза на Исуса Христа, сите сме еднакви. Сите ќе добиеме од исто парче леб, сите ќе пиеме од истата течност, од истото вино, од ова вино кое го представува Исус, односно неговата крав. Тука поред масата сите апостоли и христини биле исти. Поред масата сите разлики, браќа и сестри, исчезнуваат. Кога ќе дозволиш некој да седне на јадење на твојата маса, тоа значи дека го прифаќаш како дел од твоето семејство. И сега да кажеме збор два околу масата, заедницата околу Христовата маса. Читаме во 1 Коринтјаните, 10 глава, 16 и 17 стих, вака вели: чашата на благословот, што ја благословуваме, нели е заедништвото на Христовата крв? Затоа што лебот е еден и ние кои сме многу, само едно тело сме, зашто сите од еден леб имаме заедница. И како што сестрите од едно брашно направиле овие две лепчиња на чудедно тесто и го поделиле во две чини, сушност, како што рековме, ова чаша, ова вино е едно поделено во повеќе чаши, представува една заедница, една блискост околу Христовата трпеза. Ако е толку важно, браќа и сестри, ако е толку важно и блажено да се јаде на земната маса заедно со семејството, колку е поблажено, колку е поблагословено да се седе околу Христовата маса во заедница со браќа и сестри во Христа. И затоа не е добро да ги прескокнуваме нашите свети вечери. Има причи, некој ќе каже, не сум достоен. Не сум достоен. А кој е достоен? Нема причина да ја прескокнеме вечерата. Како што домашната вечера не треба да прескокнуваме не само символот на јадењето, него заедништвото е битно. Заедништвото. Ова маса нас не сплотува. Ова маса нас не сближува. Во Христа сите ние сме меѓусебно поврзани и ја представуваме големата Божја фамилија. Замислете денеска колку цркви во Македонија само, а камоли во светот, ќе бидат околу трапезата. Стотици, илјадници, милиони луѓе ќе испржат својата рака да го примат својот дел, лепче и чаша вино. И на тој начин да влезат во едно сестринство, во едно братство, во заедница со Христа и еден со друг. Бог не повикува не само да седиме тука и да имаме дел во светата вечера, туку на ова маса не се наоѓаат само овие обични символи. Овде не се наоѓа само обичен леб и обично вино, туку тоа се символи на Христовата крв и Христовото тело. Тука пред овие символи треба да се оствари целосното заедништво помеѓу Бога и помеѓу нас. Тука поред ова маса мора да се признаат сите гревови и грешки. Треба да исчезнат сите недоразбирања, сите лутања, омрази, зависти, судири. Се што има, тука треба да го закопаме. Тука треба да го оставиме. Во едно тело како што е Христовото тело, сите имаме ние заедница. Тука поред Христовата маса треба да биде се опростено. Тука поред Христовата маса се треба да биде заборавено. Се оно што придонело да го рани моето срце, да го рани твоето срце. Се оно што придонело да ја наруши нашата заедница со Христи меѓусебно, тука треба да биде закопено и отстрането. Тука поред Христовата маса треба да престанат сите одвојувања, понижувања, озборувања, навреди, непријателства. Се оно што го расипува нашето заедништво и нашето заедништво со Бога. Тука треба да биде закопано и оставено. Тука, како духовно семејство, се оно што не спречува, се оно што не одвојува, треба да биде тргнато на страна. Тука поред ова трпеза. Зато трпезата е важна. Зато вечерата е важна. Зато Исус ја воспоставил ова вечера, како што на исток евреите тоа го правеле. За време на вечерата сите недоразбирања ги исправувале. Зошто ќе отидат на починок,
A koga čovjek odi na spijenje, ne je siguran utre da li će stane povtorno buden. Živ i zdrav, zašto niko od nas nema ta garancija. Samo 2 rečenici prepišav od knjigata Kopneža na vekovite, evo što pišova. Sve dodeka se njegova gordost, neprijateljstvo i borba za prvenstvo. Srce to ne može da stapi vo zajednica so Hrista. Ne sme podgotveni da zememe zajedničko učestvo vo njegovoto telo i vo njegovata krv. Ova je tema vo Kopnežu od koga zborova za zajedništvoto, za svetata večera. I zato Elena White to go napomenula, kako mnogo važno, a i nije celo vreme zboruvаме za to zajedništvo. Sve dodeka ima neki problemi, sve dodeka ne se ostrana tije raboti, koji nas ne odvojuvat. Vidi, srce to ne može da stapi vo zajednica so Hrista. Ako ne može so Hrista, kako možem so tebe da stapam vo zajednica? Ili ti so mene, ili nije site međusobno. Ne sme podgotveni da zememe zajedničko učestvo vo njegovoto telo i vo njegovata krv. I zato, braće i sestri, moje želbe i molitva je da ne odbegnuvаме светата вечера. Ако ја одбегнуваме вечерата, или ако не земаме учество во неа, то би било голема увреда, не за мене како човек, туку за кого? За небесниот Отец. Како што кај евреите, ако одбиеш вечера, то било увреда за таткото, увреда за главата на семејството. Како ќе се надеваме дека ќе се најдеме на садбената вечера, но на голема маса, ако денеска не сме подготвени да седнеме около ова трпеза. Еве само дозволете ми што овој текст да го прочитам во Откровение 19.9. Еве што вели текстот. 19 глава, Откровение 9 стих вака вели. И ме рече, напиши, блажени се оние кои се повикани на која вечера, на која свадба? На јагнетовата свадба. Зборот блажени знаеме што значи. Среќни се оние кои се повикани на јагнетовата свадба. Убаво да се оде на свадба и кога не канат и кога каниме. Свадбата е место за радост, место за опуштање, место за веселба, место за делење на добри спомени. Меѓутоа то поминува. Свадбата трае 8, 10, 20 часи заминува ова земната свадба. А ова свадба на јагнето ќе трае, знаете колку? Вечно. Цела вечност да бидеме на свадба. Цело вечно да бидеме со Спасителот. Напиши, вели пророкот. Срекни се оние кои се повикани. А поканата е испратена до секој од нас. Приказката јасно кажува. Некои одбиле. Знаете, оне тројцата, четворицата кои го одбиле. Некој се оженил, некој купил волови, некој купил нива, некој отишол тамо. Тоа се категории на луѓе. И ние припаѓаме во една од тие категории. Не смееме да се изземеме дека ние сме четвртата група, најдобрите. Не. Или сме во првата, или сме во втората, или во третата категорија. Меѓутоа, Бог да ни помогне, браќи и сестри, да се одзвиеме на повикот, на поканата на јагнето, кој не кани на таа небесна свадба. За да стасеме тамо на таа небесна свадба, мора ние да јадеме од ова вечера. Мора ние да учествуваме во ова вечера, додека сме живи или додека Исус не дојде. Денеска Исус сака да влезе во твоето срце и да седне, но да имате заедно вечера со Него. Мора да имате најпрви заедништво. Мора да го познавате. Мора да му отворите на тој кој тропа на твојата и на мојата врата. Но поред таа маса треба да седне и твојата сестра и твојот брат. Дали си подготвен да ја пружиш раката, својата рака, и да го прифатиш како дел од Божето семејство? Замислите, ве канат на свадба некаде и ви одредуваат стол број 4 или маса број 4. Таму има и непознати пријатели на дотичната особа и така натам. И вие сте тука. И што правите кога седнувате? Доаѓате последен од тие 10 или 12 души. Што правите со присутните? Се поздравувате ли? Да, климате со глава, се поздравувате. Јас сум Томе, јас сум Ванчо, јас сум Јован. И така пружите рака. Сакате комуникација, ќе јадете тука 6-8 сати, ќе сте околу таа маса и ќе зборувате од кај сте, што сте и така правите разговор.
Дали сме ни подготвени денеска да пружиме рака на сестрата, на братот, кога ќе седнеме на оваа трпеза? Кога во горната соба ќе клекнеме пред нозете на сестрата и на братот, и кога ќе ги наквасиме рацете со таа ладна вода или топла вода, ќе му ги наквасиме нозете. И на тој начин ние дозволуваме моето срце да го накваси Светиот Дух. Дозволуваме на Светиот Дух да ги очисти сите мои работи кои може ме спречуваат да имам чиста врска со тебе и со мене, односно со нас, а најпрвен со Бога. Нашата веза, нашата врска да биде навистина онака како што Господ ја сака. Ако тоа го сториме, тогаш сме на исправниот пат. Господ нека ни помогне, браќи и сестри, и да учествуваме и да ги осетиме, почувствуваме благословите на нашето заедничко јадење. Амин.